Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Јаков Персијанец, 70-те индиски преподобни маченици, преподобниот Роман Чудотворец и преподобниот Пануфрий. Светиот маченик Јаков Персијанец роден е во персискиот град Елап или Вилат, од христијански родители, во христијанска вера воспитан и со христијанска жена оженет. Персискиот цар Издегерт го сакал Јакова заради неговата надареност и снаодливост и го направил племеник на својот двор. Поласкан од царот, Јаков се прелагал и принесол жртва на идолите на кои царот им се поклонувал. Кога за тоа слушнале неговата мајка и жена му испратиле едно прекорно писмо во кое го оплакувале како богоотстапник и душевен мртовец. Сепак, кон крајот на писмото го молеле да се покае и да се врати кон Христа. Погоден со ова писмо, Јаков горко се покајал и пред царот смело ја исповедал својата вера во Христа Господа. Разлутениот цар го осудил на смрт, но така да му се одсече дел по дел од телото се додека не издивне. Джелатите целосно ја исполниле оваа заповед на својот нечестив цар и на Јакова прво му ги пресекле прстите на рацете, па прстите на нозете, па нозете, рацете, рамењата и најпосле главата. При секое сечење маченикот оддавал благодарност кон Бога. Од неговите рани излегувал благопријатен мирис како од кипарис. Така, овој прекрасен човек го покајал својот грев и со душата се представил пред Христа, својот Бог, во небесното царство. Пострадал околу 400-та година. Неговата глава се наоѓа во Рим, а дел од моштите во Португалија, каде што се празнува на 22 мај. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Седумдесет индиски преподобни маченици. Христијански монаси кои пострадале од индискиот цар Авенир. Разлутен на старецот Варлаам за тоа што му го крстил синот Јоасав, царот Авенир испратил потера по Варлаам. Потерата не го фатила Варлаама, туку фатила други 17 монаси и ги довела пред царот. Царот ги осудил на смрт. Откако прво им ги избоделе очите, им ги одсекле јазиците, им ги искршиле нозете и рацете ги исекле со меч. Но со крвта на овие Христови витези уште повеќе се утврдила верата Христова во Индиското царство. Поуки од светите отци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Преподобниот Роман Чудотворец се подвизувал во околината на Антиохија.
Во својата келија никогаш не палел оган ниту свеќа. Мирно завршил. Чудотворец за време на животот и по смртта. Им помагал на неплодните жени кога му се молеле. Преподобниот Пануфри, современик на светиот Касијан и голем египетски подвижник. Живеел во 4 век и се подвизувал на разни места, секогаш бегајќи од човечките пофалби. Имал многу ученици кои се труделе да го поддржуваат возвишениот пример на својот учител. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има 3 ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Tebe